Денеска православната црква ги празнува споменот на првиот Вселенски собор и светата маченичка Теодосија Тирска. Споменот на првиот Вселенски собор. Спомен и благодарност на светите оци на првиот Вселенски собор се врши во неделата пред Педесетница или во седмата недела по Воскресението. Овој собор бил одржан во Никеја во 325 година во времето на светиот цар Константин Велики. Овој собор бил свикан да ја оттргне забуната што со своето криво учење направил Ари, Александрискиот свештеник. Тој имено го ширел учењето како Христос да е во времето историјата создаден од Бога и дека не е предвечен син Божји, рамен по суштина на Бога Отецот. На овој собор учествувале 318 свети оци. Соборот го осудил Ариевото учење, а Арија го предал на анатема, бидејќи не сакал да се покае. Соборот уште конечно го утврдил символот на верата, кој е подоцна дополнет на Вториот Вселенски собор. На Првиот Вселенски собор биле присутни многумина познати светители, меѓу кои особено се истакнувале светиот Никола Мириликиски, светиот Спиридон, светиот Атанаси, светиот Ахил, светиот Пафнути, светиот Јаков Нисивијски, Макари Александриски, Александар Александриски, Евстатий Антиохиски, Евсевий Кесариски, Митрофан Цариградски, Јован Персиски, Аристак Ерменски и многу други од истокот. Од западот пак присуствувале Осий Кордовски, Теофил Готски, Цецилијан Картагенски и други. Главната работа на овој собор била утврдувањето на символот на верата и најпосле пропишал 20 разни канони. Спаси
Него ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троици, спрославяеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светата маченичка Теодосија Тирска. Во времето на царот Максимијан во Кесарија Палестинска, еден ден стоеле многу христијани врзани пред преторијата. Им пристапила оваа благочестива девица Теодосија и ги смирувала и храбрела за престојната маченичка смрт. Слушнувајќи што зборува, војниците ја одвеле и неа пред судијата. Разјарен, судијата наредил, па и обесиле камен на вратот и ја фрлиле во морската длабочина. Но ангели Божи ја изнеле жива на брегот. Кога повторно му се јавила на судијата, овој наредил па ја исекле со меч. Следната ноќ Теодосија им се јавила на своите родители, целата во преголем небесен сјај, обкружена со многу други спасени девојки и им рекла: гледате ли колкава е славата и благодата на Христа мој, од кого што сакавте да ме лишите? А тоа им го рекла на родителите зашто тие одвраќале од исповедувањето на Христа и мачеништвото. Чесно пострадала и се прославила во 308 година. Tebe